Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер. Колешке ве слушав во вашето излагање и ме испровоциравте да ви реплицирам со тоа што го кажавте, каде завршуваат парите, во кои програми се, за сите тие милиони и милиарди што завршувале кај граѓаните, и додека ве слушав, сакав да ве прашам, колешке, во Македонија сте или по тоа што го зборувавте, почувствував дека се наоѓате во некоја западноевропска земја и дека браните буџет на некоја од овие држави, а не буџетот на Република Македонија. Реалноста е дека овој буџет е историски највисок, неразвоен и со многу непродуктивни трошења. Буџет вреден 4,4 милиарди евра, од проекциите во истиот може да се заклучи дека оваа влада ниту знае, ниту може да донесе нешто подобро за граѓаните на Република Македонија. А ниту потребите на граѓаните биле приоритет при проектирање на истиот, затоа што во буџетот има пари за непродуктивни трошења, за времени вработувања, за луксузирање и за се останато, но нема пари за помош на граѓаните и стопанството. Овој буџет е една голема желботека на оваа влада и на премиерот во заминување. Во него нема предвидено средства за облажување на инфлацијата, за намалување на сиромаштијата, како и пари за справување со последиците од енергетската криза, за која што пред неколку дена донесовме од тука одлука за кризна состојба заради недостиг на електрична енергија, а недостигот се јави најмногу заради неспособноста на луѓето што ги поставила оваа влада на клучни позиции, кои требаше да водат сметка да обезбедат електрична енергија на време или да обезбедат ресурси за производство на истата. И тие, како што виде целата македонска јавност, наместо да водат сметка за тоа, воделе сметка како да се купи деловен простор во Изгейт за својата сопруга, а граѓаните заради нивната неспособност нека плаќаат неколкукратно зголемени сметки за струја. Едно зборувате овде кога сте во собранието и кога го браните буџетот, но вашите функционери, вашите директори и министри друго прават во пракса, и затоа ви се случи потоп на локалните избори. И од сега ќе ви се случуваат уште многу порази, затоа што Македонија заковавте на дното по сиромаштија и според Евростат Македонија е најсиромашната држава во Европа, а македонските граѓани живеат најлошо до сега. И благодарам. Благодарам. Контрреплика,